Што току заврши пресконференцијата, колку време преговаравте со компанијата и може ли да ни кажете нешто повеќе околу инвестицијата? Со оваа компанија преговаравме веќе една година и компанијата веќе донесе конечна одлука и еве денес го подпиша меморандумот и сакаат што побрзо оваа инвестиција да се имплементира во Република Македонија и затоа одлучивме еве денес да го подпишеме овој меморандум и да се започне со сите тие активности околу оваа инвестиција. Оваа компанија ја запознавме на роудшоу. Со оваа компанија, значи веќе година дена разговараме, ги дадовме сите услови што Македонија ги нуди кон странските инвеститори. За нив Македонија е многу значајна, бидејќи логистички најмногу им одговара Република Македонија за нивното производство, бидејќи најголем дел за тоа производство е европскиот пазар. И суровината за ова најголемиот дел од таа суровина ќе биде увезена, бидејќи не може Македонија толкова суровина да произведе колку што они можат, што на нив им треба, односно им е потребно за извоз на европскиот пазар, така да мал дел од 5 до 10% ќе биде наменет за македонскиот пазар, кој што 100% нели ќе го задоволуваат со овој вид на енергенс. Да, рековте дека суровината ќе се увезува, меѓутоа ќе се користи и производство кое што отпад земјоделски кој што досега не бил искористен во земја. Токму така. Примерна суровина за производство на пелетите од Македонија ќе им биде тоа целото отпадно дрво или шумскиот отпад, кој досега многу слабо се користеше или воопшто не се користеше и целиот тој да кажеме отпад од целата таа дрвна индустрија во Република Македонија. Значи, примерно оваа компанија ќе го собере целиот тој отпад. Дополнително што досега никогаш не се користило, а и секогаш не било проблем е целиот тој земјоделски отпад што останува на нивите или земјоделците го горат. Значи целиот тој отпад од лозијата кога се кројат, знаеме сега е нели сезона кога ќе се кројат лозијава, целиот тој отпад ќе го соберат да кажеме сите тие целиот тој отпад од тутунот, од сите други да кажеме земјоделски култури кои остануваат нели на нивите и тоа е еве една нова можност да и таа зелена енергија од овој да кажеме отпад од земјоделието да биде искористен за производство на овие пелети, а со тоа да ја намалиме зависноста од други енергенси. Истакнавте дека има две локации каде што ќе градат фабриката, тоа да биде близу коридорот 10 и железница. Кога ќе почнат со градење на фабриката и кога официјално ќе почнат со производство на пелети? За 2 недели повторно доаѓа тука, ги разгледаат двете локации, има можност да ги разгледаат двете локации. Мислам дека едната им е така најмногу им одговара, бидејќи се наоѓа да кажеме во централниот дел на Република Македонија, близу се наоѓа помеѓу автопатот и железничкиот коридор. Локацијата е голема и за 2 недели треба конечна одлука да донесат за локацијата, за една од овие две локации. Чим ја донесат таа одлука, веднаш ќе почнат со постапка за купување на таа локација. План им е оваа година, до крај на оваа година да имаат веќе функционална фабрика што ќе произведува пелети. Од компанијата истакнаа дека од година во година се зголемува побарувачката и потрошувачката на пелети на европскиот пазар. Најголем корисник е Италија. Меѓутоа овде се спомина и за цената на пелетите. Може тоа ќе ги интересира и македонските граѓани по која цена ќе се продаваат пелетите поради тоа што ќе се произведуваат овде? Да, секако. Цените на овие пелети во Македонија секако ќе бидат многу конкурентни и ќе бидат многу пониски, цената на тие пелети ќе биде многу пониска од колку што сега имаме на пример таа на пазарот. Зошто? Заради тоа што најголемиот дел од пелетите во Република Македонија се увозни. Овие ќе бидат домашно производство. Ова сепак знаете на пелетите 30 до 35% од цената е транспортот. Оваа цена нема да, значи овој транспорт нема да се рачуна бидејќи ќе биде домашно производство, а и ќе се користат нели домашни суровини. Така да цената ќе биде многу поконкурентна од таа што ја имаат да кажем и на европскиот пазар, па и околу и во државите во окружувањето. Значи ќе имаме многу поконкурентна цена секако од таа што е сега моментално на пазарот. Иначе потрошувачката на пелети на европско ниво се зголемува секоја година по 10%, што е да кажеме една сериозна бројка и Европската унија ја поддржува користењето на пелети како енергенс бидејќи нели влегува во таа категорија на обновливи извори на енергија.